Значи, вие се содале таков систем, кој што каков закон да донесете, ништо не минува. Ја ви тврдам дека вистинскиот страф не е од Бугарија. Вистинскиот страф е од реформите. Затоа што него луѓе ќе треба да си заминат, не за друго, него се корумпирани, дека може би некои други ќе треба да одговараат. Тој естаблишмент се штити и нормално обландата е Бугарија, албанци, конспирации, светот, фашисти, балисти, не знам кој. А суштината е овде. Затоа што ако почнат преговори, во новата методологија за проширување што ја направи Европската Унија, ги заострија работите. Еднаш ќе ве предупреди, втор пат, трет пат ќе ги прекине преговорите. Не те моли. Ако не сакате, еднаш ќе ве предупреди, втор пат не функционира, трет пат ќе рече чао, пријатно, ги прекинуваме разговори. Ајде, вие не сте сериозен. Што има Европска Унија да губи време со нас кога ние не сакаме да бидеме таму? Не сакаме, естаблишментот не сака Северна Македонија да биде членка на Европска Унија. Затоа што вака како што ја знаете Македонија нема да биде. Ќе биде демократска. Ќе биде демократска, ќе има демократски избори, ќе има демократски институции, ќе има независно судство, ќе има независни медиуми. Нема на копче владата. Ви гледате на што се претворија нашите медиуми. Држачи на микрофони, на премиерот, на министрите, на толку. Толку! Ја не викам дека и тие не треба да се следат. Па не можете да отворите постојано вести со изјава на премиер, на министр. Не може, луѓе. Нека погледнат во регионот. Не се отварат вести со изјави на политичари од власт. Ама, ајде нека видите, ја толку можам да кажам дека така не се прави. Ако мислат дека така може да продолжат, нека продолжат, ќе видиме. Ама последиците и тие ќе ги сносат. И секако обичните граѓани. А веќе и граѓаните треба да преземат одговорност, веќе кога одат на избори да знаат, да мислат 3 пати за кого гласат. Казахте, не се отварят вести с изјавите на министри, но се отварят. Ама луѓе, некогаш може да се случи, ама не може постојано. Да, разбирам што имате, што кажахте. Разбирам ја смислата на изјавата ваша. Но тогава пак треба да се прашаме за квалитетот на медиумите. Сега тоа е болна тема. Нормално, режимот не сака квалитетни медиуми. Да, но ето тука има едно многу интересно нешто. Ако ги гледаме меѓународните класации во Македонија, има висока слобода на медиумите. Сега, мене ми е чудно как тоа се прави како заклучок. Обично, доколку јас знам, поне во Българија, тоа се анкети меѓу новинари, нели? И невладински организации кои се занимаваат со мониторинг на медиуми. Јас знам дека, например, во Бугарија има еден круг од неколку медии и невладински организации кои обично од многу години учествуваат во такви анкети. И тие, преку нивните перцепции, формират рангирането на Бугарија во меѓународните анкети. Така што дали може по не природен начин, преку субјективните перцепции на некои личности, да се формира таа висока медиумска слобода, ако гледаме извештаите. Зашто тоа мене многу ми е чудно, гледам, тука има некој парадокс, поне според мене е парадокс. И тоа го мислам од многу време. Видите, ако вие немате глас во општеството кое што лобира или промовира или помага или не знам, се залага за идентификација на проблемите. Ја додека бев во тоа здружение,
ние не криевме ништо. Ги представувавме работите така како што се. Очигледно, луѓето се комотни во тоа што го имаат и ако мислат дека така треба да им биде. Ја не би ги, како се вика, не би ги обвинил овие меѓународни организации затоа што се тие стандардизирани темплети или прашалници. Меѓутоа, проблемот е овде што вие формално све имате, ама суштински немате. Например, ве прашува дали слободата на говорот е гарантирана од Устав. Да. И што кажувате со тоа? Никој, замислете, владата и опозиција. Затоа ви велам дека тоа е еден режим, тоа нема, си ги менуваат местата на 4-6 8 години. Целата политичка кампања на политичките партии, пропаганда е платена од државата и практично со тоа партиите ги инструментализираат медиумите. Значи, парите за пропаганда за избори, а тоа ние секоја година имаме избори. Последниот пат мислам дека потрошија над 6 милиони евра. Знаете што значи за македонскиот медиумски пазар да партиите имаат можност со толку пари да влијаат врз уредувачката? Па вие правите клиентела од медиум. Ако вие одскокнувате се обидувате професионално да известувате, па партиите нема да рекламираат кај вас. Тие пари ќе одат кај тие другите. Значи, системот е создаден да вие имате, сега немате ништо. Ова е, видите, немојте да го подценувате. Ова има премногу демократска обланда, нема никаква демократска суштина. И јас, кога бев во Сдруженијето на новинарите, со помош на други чинители фактори, успеавме да ја принудиме владата, Атана се сеќава, да прекине со владино рекламирање. Да не троши такви пари во медиумите заради пропаганда. Откако ја заминав, со ракоплескање ги вратија, никој не се побуни. Нека им е со среќа, што да правам? Сакаат авторитаризам, бујрум, но се држите авторитаризам. Плашете се. Сега видите, имав ја еден наставник во основно, викаше, стравот вика е како морето, зимаш колку сакаш. Не верувам дека е само стравот. Знаете, ние мислам дека главната причина е што тој југословенизам или тоа југословенство не направи мрзливи луѓе. Да живееме на цело време на некоја нечија цицка. Државата, владата, партијата, овој. Ние не сме навикнати на реално пазарно стопанство. Зошто владата треба да троши пари во медиумите? Што има работа владата да се меша таму? Пазарот е, рекламите се тие. Владата може, еве овие малцински медиуми, не знам, печатени медиуми. Еве, например, јас тогаш се ангажирав печатените медиуми да бидат субвенционирани. Ништо. Џабе се ангажиравме. Нит квалитет подобрија, ништо. Нит им расте тиражот. Само се обогатија луѓето од собствениците на весниците. Ако вие намерате вие да направите полтрони од вашите граѓани, такви ќе создадете. Такви создадоа за овие 35 години, создадоа полтрони. И затоа не идеме напред. Ама со полтрони не се гради држава.
Со полтрони не се гради систем. Со полтрони не се гради демократија. Со полтрони не се гради економија. Вие тонете.